Да ви се обрати господинот Александар Јаневски. Почитуван отец, почитувани пратеници, почитувани советници, почитуван господин Стојан Димков, почитувани браќа и сестри, македонци и македонки. Ми представува особена чест и задоволство што имам можност на овој настан од моје лично име и од името на Сојузот на Сдруженијата на македонците и деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија да ве поздравам и да ви го честитам 8 септември, државниот празник за самостојна, суверена и независна Република Македонија. Годинава одбележуваме 75 години од екзодусот на насилно прогонетите деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија во Грција од 1946 до 1949 година, во рамките на 6-та светска средба на насилно прогонетите деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Се собравме денес во Македонската православна црква Свети цар Константин и царица Елена, во населбата Балканска во Штип, да посведочиме за едно од најцрните страници во историјата на македонскиот народ, геноцидот и прогонството на македонците од своите родни домови во Егејскиот дел на Македонија. Судбината која не следи од балканските војни, двете светски војни и граѓанската војна во Грција. Трајно останува поменот и споминот за македонската голгота во Егејскиот дел на Македонија, на македонците од време на така наречената граѓанска војна во Грција. Иако за време на граѓанската војна во Грција, Комунистичката партија на Грција ветуваше од автономија до обединета Македонија. После оваа војна, генералниот секретар на оваа партија по враќањето од Русија назад во Грција изјави: "Ја изгубивме војната, ама ја спасивме земјата од македонците." Македонците заедно со грчките партизани, како и многу пати, ја ослободија Елада од монархофашизмот и повторно се втемелија во државноста на Елада. За жал, оваа војна најмногу изгубија децата. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, бараме итно и безусловно еднострано раскинување на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година, со кој се врши ревизија на македонската историја. Исто бараме итно и безусловно раскинување на спогодбата Димитров-Козијас од 17 јуни 2018 година, со кој се врши промена на името на државата и идентитетот на македонскиот народ. Исто така, бараме распуштање на меѓувладините комисии за ревизија на македонската историја. Ние македонците имаме своја собствена историја, историја која што трае со векови. Имаме идентитет, а другите кои што имаат проблем нека го побараат на друго место. И двата договори имаат за цел да ги санкционираат Букурештскиот договор 10 август 1913 година за трајна поделба на Македонија и македонскиот народ. И со двата договори Македонија треба од држава да стане територија без македонски народ и историја. Затоа подсетуваме на референдумот од 8 септември 1991 година, кога 2/3 од вкупниот број на македонци излегоа на референдум и кажаа да за самостојна, суверена и независна држава Македонија. А тоа го потврдија на референдумот на 30 септември 2018 година, кога 2/3 од вкупниот број на гласачи не излегоа и кажаа не за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Почитувани, предлагаме историско помирување на македонскиот народ со соседните народи, исклучување на траен мир и добрососедство меѓу државата Македонија со соседните држави, но врз основниот принцип на меѓународното право на сувереност и еднаквост, што подразбира заедно почитување и разбирање,
соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, реципроцитет помеѓу земните односи. Се разбира, простуваме, но не забораваме. Велиме било да не се повтори. Бараме извинувања и репарации. ЕУ и НАТО не се достојни за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Остануваме посветени за трајно решавање на македонското прашање и бараме итно и безусловно продолжување на членството на Македонија во Обединетите нации и сите меѓународни организации под единственото уставно име Македонија. Остануваме посветени за враќање на граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија и нивните потомци. Заедно сме со нашите браќи и сестри македонци и македонки во соседните земји на државата Македонија, во остварување на нивните човекови права и граѓански права и слободи, правото на образование, информирање, правото на вероисповед на македонски мајчин јазик, право на слободно изразување, здружување и собири, право на регистрација на здруженија на граѓани и политички партии заради заштита и унапредување на македонските права на македонците од овие делови. Почитувани, повикуваме на се македонско обединување и помирување, затоа што во единството е силата, а само единствени и обедините можеме да се избориме со сите неправди. За многу е лета честувањето и поменот и споменот на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија. Нека е честит и векови денот на независноста на Македонија. Големо ни е името, но уште поголем ни е поривот за слобода. Никогаш северна, само Македонија. Да живее Македонија и македонскиот народ. Амин.